Почитувани медиуми, СДСМ го клекна земјоделството на колена. 2 години поред земјоделството е во константен пат. Според официјалните податоци на Државниот завод за статистика, секторот земјоделство, шумарство и водостопанство во 2018 година во однос на 2017 година бележи пат од 5%, откако и во 2017 споредбено со 2016 година падна за 13,5%. Потенцирам, и во 2017 и во 2018 година имаме пад во земјоделскиот сектор во Република Македонија. Се повеќе ниви низ државата остануваат необработени. Земјоделците се разочаруваат од лошите политики на власта во овој сектор и се помалку се одлучуваат да се занимаваат со земјоделство. Република Македонија, од држава извозник на земјоделски култури, постепено станува увозно зависна. Исто така, согласно податоците од Државниот завод за статистика, во 2018 година, во однос на 2017, извозот е намален за 3,7%, додека за истиот период увозот на земјоделските производи е зголемен за 1,1%. Почитувани, на терен ситуацијата е поразителна. Земјоделските производи не се откупуваат и не се извезуваат, а истовремено увозната зависност на храна се зголемува. Земјоделците изгубија надеж. СДСМ 2 години поред не обезбеди пласман на земјоделските култури. Илјадници тони земјоделски производи скапаа по нивите и магацините на земјоделците. Голем број на семејства, чија единствена екзистенција е земјоделието, остана без предвидените примања. Ваквата ситуација ја доведе во прашање и престојната земјоделска сезона. СДСМ е директниот и единствен виновник за земјоделскиот екзодус кој се случува на Република Македонија во изминативе 2 години. Денешниве презентирани бројки, превземени од официјална државна институција, се уште еден показател дека Николовски и Заев 2 години не направија ништо за земјоделието во Република Македонија. СДСМ нема легитимитет да зборува за земјоделие. СДСМ мора да си замине. Победата на Гордана Силјановска-Давкова ќе биде причина за предвремени парламентарни избори кои ќе значат крај на владењето на СДСМ во Република Македонија. Ви благодарам.